Илинденското востание, а посебно неговиот најславен, но истовремено и најтрагичен чин, краткотрајната Крушевска република, во чии темели беа вградени долгогодишните национални и социјални стремежи на нашиот народ, наидоа на мощне значаен одглас и во македонската драмска литература. Тројце истакнати македонски творци до овој момент се обидоа во драмска форма да ги оживеат драматичните илинденски настани во Крушево, инспирирани од херојскиот подвиг на нашиот народ за време на Илинденското востание, поттикнати од обврската да го овековечат неговиот надчовечки напор со оружје в рака да прокрчи пат до националната и социјална слобода. Војдан Чернодрински, основоположникот на македонската драмска литература и театар, на Илинденската епопеја прв му ја посвети драмата Духот на слободата, и тоа уште во текот на 1905 година. Во 1923 година, крушевчанецот Никола Киров Мајски во драмата Илинден со силината на непосредното сведоштво ги реконструира подготовките и избувнувањето на востанието во Крушево. А по повод 65 годишнината на Илинденското востание, Васил Илјоски достојно му се одолжи на својот роден град со драмата Окрвавен камен, во која најцелосно се оживеани ослободувањето на Крушево и создавањето на Крушевската република. Определувањето на овие тројца македонски литературни творци за оваа колку благородна, толку и тешка за драмско обликување материја не беше ни малку случајно. Војдан Чернодрински, авторот на драмите Македонска крвава свадба, Зло за зло, Робот и Агата, Од глаата си патиме, Средба и многу други драмски дела, целото свое творештво и го посвети на борбата на нашиот народ против неговите поробувачи, релјефно одразувајќи го, но и распалувајќи го неговиот борбен дух, неговите надежи, но и неговата решеност да истрае на овој трнлив пат. Со своите револуционерни драмски агитки, а тоа е најсуштествениот белег на неговите драмски дела, со своите многубројни драмски трупи, регрутирани главно од редовите на македонската емиграција, тој постојано се наоѓаше во челните редови на македонското национално-ослободително движење. Затоа Чернодрински не можеше да го одмине овој врвен настан во нашето револуционерно минато и со задоволство ја прифати поканата на Крушевското благотворително братство да ги овековечи херојските илинденски настани, како што пишуваше во писмото упатено до него. Од друга страна, канејки го Чернодрински да напише драма за Илинденското востание, за жртвите што ги поднесе градот на Крушевската република, за херојството, самопожртуваноста и видовитоста на нејзините градители, Крушевското братство го имаше предвид случајот со Македонска крвава свадба, која е на нашето национално-ослободително движење, покрај огромниот пропаганден ефект, му донесе и значителни материјални средства, кои се користеа за набавка на оружје и други благотворителни цели. Така, во 1905 година, само 2 години по задушувањето на Илинденското востание, Чернодрински ја напиша драмата Духот на слободата. Меѓутоа, кога Чернодрински започна да ја пишува оваа драма, тој зад себе веќе имаше мощне големо драматуршко искуство и добро ги познаваше можностите и спецификите на театарската сцена. Затоа тој не се обиде да создаде драмска хроника, туку психолошка драма, ползувајќи некои решенија од тогаш популарниот романтичарски, па дури и символистички театар. Така, овој само по себе волуминозен и грандиозен настан, тој се обиде да го прекрши низ личната судбина на главниот херој на драмата, инаку истакнат револуционер и раководител на Крушевската револуционерна организација, кој поради врховистичките провокации паѓа в затвор непосредно пред востанието. Во моментот кога започнува драмата Духот на слободата, тој туку што се враќа од затвор, деморализиран и разочаран од интригите што продолжуваат да се плетат околу него. Затоа и ги прифаќа советите на татко му да се отргне од организацијата, да се ожени
i da se povleče vo mirните води на малограѓанскиот живот. Но случајот сака неговата свадба да се поклопи со започнувањето на востанието. Соочен со оваа дилема, тој не издржува, ја напушта свадбата и загинува на куќниот праг. Токму со оваа трагична поента на драмата Духот на слободата ќе се запознаеме во минутите што следат. Маноиле, Прости ми, Сакана моја, се задржав. зашто си се облекол вака, Маноиле, каде ќе одиш? Во борба. Маноиле. Маноиле, Долгот народен ме вика. се потпиваш со мене. Зашто ти верував. Денес на свадбата, при првата брачна ноќ. Ти се подбиваш со мене затоа што знаеш дека јас сум сирече, дека нема кој да ме заштити. Подбивај се со мене и со мојата чест. Да пред да заминеш, врати ми онаму од каде што денеска ме зеде. Борува е така, Темјана. Што друго ми останува? Ти одиш планина, а јас дома. Врати ме дома, Маноеле. Меѓу нас ништо не се случило. Ти тука ќе останеш кај татко ми. Јас морам да заминам. Ако останам жив, моја си. Ако загинам, нека ти е прости. Да си имал ваква намера, зашто си се женил. Јас Товица може да бидам девојка. Ти оди, а јас ќе се вратам дома. Ти си моја жена. И без моја дозвола не можеш да ја напуштиш оваа куќа. Пушти ме. Пушти ми или откажи се од твојата намера. Тука ќе останеш. Ти си должна мене да ме слушаш. Драта, јас. Јас морам да заминам. Ти ќе останеш во оваа куќа се дека сум жив. Збогом. Збогом. Маноиле! Маноиле! Маноиле, сине, што си наумил? Стори ми пат, татко. Што прави, сине? Невесто, што е ова? Остави ја неја намира, таа е моја невеста. Ако загинам, нека се омаши. Што зборува, сине? Кому го оставаш татко ти? Јас за тебе живеев. За тебе печелев, за тебе се грижев. Толку ли го цениш името и трудот на татко ти? Јас клетва сум дал да се борам за слободата на татковината. Ти својот долг го исполни. До вчера лежеше во затвор, а твоите другари без и да си сторил било какво зло, фрлија кал на твоето име. И народот им поверува, а сега одиш да се бориш рамо до рамо со тие твои другари и за тој наивен народ. Слушате ли? Слушате ли? Борбата започнува, јас задочник. Боже, Господи, што гледа? Знаме дека кафејанато биту гули се бе. Куријата комите слегува. Од гумиња исто. Од каменаријата на грчката црква стрелаат. И учуматот го нападна. Се борат. Турците бегаат. Еме ги, посака. Господи Боже, што гледам? Детенци и жена заклаа турците. Маноиле, побрзај! Побрзај, Маноиле, спаси ги децата! Те преколнувам, татко, стори ми пат! Стори ми пат, татко! Умри кога повеќе ја цени собствената кожа од народната. Маноиле, сине. Пази се, Маноиле, пази се! Убија, Маноиле, убија, Маноиле, убија, Го убиле. Добро сториле. Убија, убија, убија! Ангело над него се пушти. Ангел небесен венец на главата му стави. Видовте ли? О, Господи! Господи!
Во 1923 година, по повод 20 годишнината од Илинденското востание, истакнатиот македонски револуционер, писател и публицист Никола Киров Мајски ја објави драмата Илинден. Соочен со се почестото злоупотребување и фалсификување на целите и пораките на Илинденското востание, од страна на големобугарските фалсификатори и постојани претенденти на Македонија, како и со нивните послушни и перфидни слуги и главорезци, веќе фашизираното крило на некогашната ВМРО, Мајски во еден од најцрните периоди за нашето револуционерно движење, кога по Софијските улици и другите градови на Бугарија беа убивани најдоследните и најпрогресивните македонски револуционерни дејци, смогна сили и доблест да прозбори за вистинските цели на Илинден и тоа со аргументите на непоследен сведок и очевидец. Покрај тоа, Мајски беше и еден од поблиските соработници на Никола Карев и еден од авторите на познатиот манифест на Крушевската република, во кој се афирмира братството и единството на македонскиот народ со другите народи и народности што живеат во Македонија, вклучувајќи го и турскиот народ. Од драмата Илинден ја избравме токму одломката во која е интегрирано создавањето на декларацијата упатена до турскиот народ, овој фундаментален документ кој најречито зборува за националното и социјално обележје на Илинденското востание. Добар ден, браќа. Добар ден, сестра. Што чините, како сте? Сполај Богоарници. Ви донесов малку јаболка да се сладите. Разгелите, да те наоѓам овдека. Сакам да ти кажам нешто. Скришнет. Сагере за душманите. Тој кажеш че ја работата, ама те молам накусо, отиваме брза работа. Ради. Ке ми простиш за белешката, лели? Не сум јас човек што не го цени времето. Ево што е работата. Прво, женската група, најмногу момите и невестите бараат изим да го везат бајракот. Настрафот сами ќе си го купат. Велат, време е двеќе, а комитетот вели уште не е време. За бајракот сум ти кажал да купат и рамет. Кој ќе треба ќе ви каже, Султан Амит, не брзата, вие сте се разбрзали. Јаваше се време. Второ, групата моли да и се дајат некаква работа. И за умрените биле ми имат работа. Ке им даеме работа. Утре или ден не се работи, да в понеделник мутле ќе им се дајат работа. И влаинките, и тие барат работа. Ај бидите рад. В понеделник са бајле, ќе наредиме работа и за женските групи, разбрали. Разбрав. Много хубаво. Сега довидување, сестра. Сполај ти за јаболката што си донесла на нашите кушунци. Сега зика и баба Мара и зејте јаболката, а ево јас и даскалот ќе земеме по едно и ќе ни оставите рад да проговориме нешто насама, лели. Довидување. Довидување. Даскале. Готов ли е списокот на момчињата што ќе замине до вечер? Готов е. Еве го. Убаво. Ке си речит првата група од 150 пушки да заминат заедно со терористите. Белја со војводите. Секој сака да имат терористите. А љабако без Вангјовци и без Ивановчињата со Сечковчето не тргат. Андрија и Ѓурчин исто така. Ај ќе видиме тамо како ќе ги распределиме.
За утре си предвидел 20 души. Тие ќе заминат со војводата Ташко Карев. 38 души за да пренесете некињата и да пречекат во станиците. Една група со 20 ивановчиња да влезат во гречката црква, да држат огон кар шилкјуматот. Спроти планот, ти си оставил повеќе души во град. Зашто ти се? Сум оставил за караулите. Властите ќе држат кафенињата до Мала Корија. Албанците од тамо до Мијачка Корија. Ние од албанскиот рит до крстот. А грците од крстот до кафенињата. Навистина, појќето ќе бидат само со револвери, ама се треба да имат некои со пушки. Најмногу тие барем што ќе држат патишчата. Тогај пушчи ги нив поскраја. Кажи им ја паролата Коса Вила, да им повелја да се соединат со четите. Ќе им кажеш, од иноките ќе се вратат нивните другари од чета, а тие што ќе заминат. Ќе им кажеш оти одат само за еден ден в чета за учење и пак ќе се вратат. Карулите да си отворат очите 14. Апсолутна тајна. 1-2 сати пред полнок ќе не најдеш на куличе. Да се држит есап за влагањето и за излагањето на аскерот. Ако придојдит аскер, да се видит кај ќафатит. За понеделник не ќе порачаш нешто? Иде вака. Комитетот реши нашата сколија да направиме болница. Ма таа работи ја послешна. Важно е да го преземеме градот колку се може со помалу жртви. Значи, ќе кажеш на Васо, на Велко и на Стерио, нека се сготват за да заминат до вечера заедно со другите. Се разбира, Мајски го немаше драматуршкото искуство на Војдан Чернодрински. Пред да ја напише драмата Илинден на собствениот Крушевски говор, тој главно се занимаваше со поезија која исто така ја пишуваше на македонски јазик. Беше преокупиран со историографски записи за Илинденското востание и за неговите учесници, а беше и еден од редакторите на весникот Автономна Македонија. Ќе заборев да те прашам али ја напиша прокламацијата до турскиот народ. Ја напиша. Убаво. Препеја да видиме што си напиша. Слобода или смрт. Штаб на крушовските востаници. Илигден 1903. Прокламација до турскиот народ во Крушовската револуционерна околија. Браќа земјаци и мили комшии. Ние, вашите вечни комшии, пријатели, познајници од хубавото Крушово и од неговите китни села, без разлика на вера, народност, пол и убежденија, не можејќи веќе да трпиме тиранијата на жедните за крв и гладните за човечко месо муртати, што гледаат и нас и вас да дотераат до нож, и нас и вас да дотераат до питачки стап, и нашата мила и богата земја Македонија да заприлегат на пуста пустиња. Денеска дигнавме глава и решивме со пушка да се браниме од тие наши и ваши душмани и да добиеме слобода. Така. Вие можнарно знаете оти ние не сме лоши и разбирате оти од мака си кладовме главата в торба, за да заживееме човечки или пак да умреме јуначки. Бидејќи од дедо предедо си живееме како браќа на оваа земја, ние ви имаме како своји и сакаме да останеме своји. Ние не дигнавме пушка против вас. Това би било срам за нас. Ние не дигнавме пушка против мирниот, трудолюбивиот и честниот турски народ, што се прерануват како нас со крвав пот. Тој е наш брат и со него сме живееле и пак сакаме да живееме. Но, бидејќи, како што веќе напомнавме, самиот учествуваше во создавањето на Крушевската република и располагаше со автентичниот документарен материјал, во својата драма за Илинден, тој ретко сугестивно и непосредно ја пренесе атмосферата на последните подготовки за востанието, одсретувајќи го мощно релјефно и ликот на Никола Карев, но и својот собствен удел во востанието, така што оваа драма има и автобиографски карактер. За право, за слобода и за човечки живот ве каниме и вас да дојдете заедно да водиме борба. Елате, браќе муслимани, при нас да тргнеме против вашите и нашите душмани. Елате под бајракот на Автономна Македонија.
Македонија е заедничка наша мајка и викат за помошт. Никола Киров Мајски во својата драма, која имаше за цел во прв ред да сведочи, да обвинува и жигосува, нималку случајно го вгради овој и другите документи создадени за време на краткотрајната Крушевска република. Таа навистина брзо згасна, ја снема во пепелиштата и унатините на Крушево и на другите македонски села и градови. Но не згасна нејзиниот дух, нејзините идеали. Тие се разгореа во нови и уште поожесточени битки, најавувајќи го вториот наш Илинден. Слобода или смрт е писана на нашите чела и на нашиот крвав бајрак. Ние веќе го дигнавме тој бајрак и нема враќање. Нека Господ Бог да благослови цветата борба за правото на слободата. Нека се живи борците за слободата и сите честни и добри македонски синови. Ура за автономна Македонија. Баш не убаво. Напиши ја по-турски и литографира ја. Понеделник уште рано ќе ја испратиме по турските села. Слушам. А сега, брате, да се збогуваме. Дојдување. Дојдување. Да даде Бог в понеделник слонцето слободни да не удери. Дај Боже. Постојано проширувајќи го и доградувајќи го својот драмски опус. Во 1968 година Васил Илјовски ја напиша драмата Окрвавен камен, која што истата оваа година беше изведена во Крушево по повод 65 годишнината од Илинденското востание. Со тоа Васил Илјовски ја реализира својата дамнешна желба да му се одолжи народниот град и на едно од најславните поглавја во нашето минато на Илинденската епопеја. За разлика од Чернодрински и Мајски, дејствието на својата драма Васил Илјовски го лоцира помеѓу нападот на Крушево и битката на Мечкин камен, што Питу Гулија поведе со својата чета, изгинувајќи до Еден, но не успевајќи под налетите на 12.000-та турска војска и башибозучките орди да ја одбранат републиката. Токму затоа Васил Илјовски се определи за драмска хроника, а тоа значи дека се обиде да ги реконструира сите позначени настани сврзани со создавањето на Крушевската република. Во оваа смисла неговата драма е најкомплетно сведоштво за Крушевската република, за знајните и незнајни херои кои без премислување со своите животи го исполнија повикот испишан на востаничкото знаме слобода или смрт. Питу, да беше барем ти поприбран. А не можев. Ти така смислено го кажуваш она која јас длабоко го носам во душата. Она за која јас не можам да најдам мисла и збор. А јас ти сум многу гласовит, малку речовит. А ќе се налутам и ќе викам. А не можев поинаку. Побето и никаде не можев да ја гледам. А сите не се нафрија на мене. И беше страв, ќе ме предизвикаа да пукам. Побегнав. Сега ништо не се може. Позициите се веќе напуштени. Четирите гледаш се повлекуваат кон зборното место. Оттаму јас треба да ги предводам. Можеш ли да ме разбереш, Питу? Можам, Карен. Може би затоа што и самиот сум раздвоен. За тебе, Карен. Сакам ти да останеш жив. Да. Тоа не е така едноставно. До високите врвови нема еден широк и прав пат. Има повеќе криволичеви патчиња. Главно е да не се изгуби од вид врвот и да се оди кон него. Твојот и мојот пат сега, Питу, се разединуваат. Но тие пак ќе се сретнат.
Нашата борба продолжува. И не само со султанот. Додам, Карем. Четата ме чека. Селанецот веќе треба да пристигнал. Бактијар Паша гневен веднаш ќе тргне во напад. Бактијар Паша ќе почека малку. Додам на Мечкин камен. И таму вечно ќе останам. Да се прегрнеме, Каре мој. Проштавај. Проштавај и ти, Питу. Среќен сум што се разделуваме како другари. Другари, Каре мој. Чекај, Питу. Еднаш ми рече дека мојот нагант многу ти се допаѓа. Во овој миг многу сакам да ти го подарам. Ех, Карем, во овој миг нема поубаво дарување. Тоа беа драмските дела кои најдоа инспирација во врутоците на Великото Илинденско востание, во беспримерниот хероизам на неговите борци, во готовноста за саможртва на сиот наш народ, кој низ реки крв и неизмерни страдања го поплачуваше патот до нашето денес.